Благодарам, пратеничке. Второто прашање е за земјоделското земјиште. Дебата која што се отвори по објавувањето на законот, односно новото законско решение за законот за земјоделско земјиште од страна на Министерството за земјоделие на ЕНЕР, за кое што следуваат дополнително дебати, и убаво е преку вакви прашања да ги расчистиме сите табуа. Како што забележав, прашањето е која е целта на овој закон за продажба на земјоделското земјиште, кој секи има право да откупи државно земјоделско земјиште, кои се условите, но и да слушне државата кои ќе значат бенефитите или колку пари ќе влезат во буџетот, но и што тоа ќе значи за земјоделците, за аграрот, како и ќе се одрази на регионалниот развој и развојот на единиците на локална самоуправа. Прво да расчистиме дека законот за продажба на земјоделско земјиште е донесен 2013 година од претходната власт. Секако не е ставен во функција заради тоа што немало решение кој тоа се може да го купи, трето лице, и на кој начин за купецот кој долги години го користел би бил оштетен и како тоа би било надоместено. Односно, даваше општа несигурност за самите земјоделци, или ако за купецот побара од државата да го купи, државата мора во рок од 20 дена да му го продаде земјиштето. Со новиот закон дефинитивно ние го штитиме земјоделското земјиште од секаков вид на недоречености или злоупотреби евентуални при управувањето на администрацијата со менеджментот на земјоделското земјиште. Прво што треба да се знае, ниту еден земјоделец нема да изгуби земјоделско земјиште кој што го користи од државата. Ниту еден. Прашањето е, ако сака да го купи, може да го купи. Ако не сака да го купи, може да продолжи да го користи на концесија. И треба да биде јасно на сите колку едноставно за разбирање. Значи, секој индивидуален земјоделец или правен субјект кој што е концесионер на државно земјоделско земјиште може да избере да го купи земјоделското земјиште или да продолжи да го користи на концесија. Не може државата да му наметне како сака, не може да биде на дуг дадено, заради тоа што кај него на користење, и не може никако другчие да се манипулира со земјиштето. Но, со овој закон, прво даваме можност за развој на земјоделството. Затоа што нема банка на индивидуален земјоделец или на правен субјект да му даде соодветно кредитно покритие за развој на самите земјоделски површини или земјоделско производство. Затоа денеска се уште не окрупнето земјоделското земјиште во државата. Затоа нашиот земјоделец работи на 1 декар и прави ненормално повисоки трошоци отколку што прави земјоделецот дури и во соседните земји, да не зборувам во Шпанија, Турција, Италија, каде што сме конкурентни и сакаме да ги победиме. За да може банка да му даде на Ѓорги Ѓоргиев од Василево, не знам, од Карбинци, од било кој дел на државата кредит, му бара собственост на земјоделското земјиште. Доколку не. Самите наши соселани, граѓани се трудат со своји прости репродукции од тоа што ќе го земат, од субвенции, нешто што ќе извадат да вложат. Но не може да купат трактори и големи механизации. Не може да купат нови механизми и системи за унапредување на продуктивноста по хектар. Не можат да се осовременуваат и усовршуваат и да бидат конкурентни за тоа што го работат. Целта е, кога произведуваат домати, жито, јаболко, бресква, тутун, грозје, зелка, лубеница, било што, да постигне конкурентна цена на чинење со земите со кои што се надпреваруваме на меѓународните пазари. Ако кај нас чини земјоделското производство, не знам, за производство на килограм домат 20 денари, во Турција, во Италија, во Шпанија чини 12 денари или 20 центи. И ние не можеме да оставиме вака да бидеме на вистина на крајот, на опашката во оваа глобална конкуренција на пазарите на кои што ги продаваме нашите производи. При едни вакви околности и услови, секој земјоделец, доколку одлучи по цена од 20 до 60 денари, како концесионер, може по јасно утврдени цени на класи, кои што се утврдени со ФАО, со меѓународни институции, како просеци од регионот, да се го откупат земјиште. Доколку не, се продолжуваат под концесија. Прво, во државата има расположливи 240 хектари, во функција се околу 240.000 хектари, а во функција се само 130.000 хектари земјоделско земјиште. Другото земјиште е запуштено, необработено, не е искористено. Треба да го ставиме во функција на развојот.
Затоа што тоа е наш потенцијал. Ние немаме море, нафта, газ или слично, за да развиваме наши економски потенцијали. Со новиот закон ќе се овозможи секоја педа обработливо државно земјоделско земјиште да биде во функција, а тоа е најголемата цел на овој закон. Прво да го ставиме овој драгоцен ресурс максимално во функција на развојот. Второ, ќе се продаваат само 50.000 хектари, а не сите 130.000. Па потоа ќе одлучуваме согласно успешните модели или не. Зборуваме за земјиште кој што никој не го користи, нито побарал да го користи. Значи на никој нема да му биде одземено. Земјоделското земјиште во државна сопственост, продадено согласно новиот закон, не може да биде препродавано, не може да биде дарувано, не може да биде разменето, не може да биде дадено под концесии за геолошки истражувања или експлоатација на минерални сировини, не може да биде трансформирано во градежно земјиште. Мора да остане земјоделско земјиште. Сето тоа е регулирано во самиот закон. По истекот на 10 години кои што ги пишува во законот, исто така не може по автоматизам да се пренамени земјиште. Останува трајно земјоделско земјиште. И тоа треба да биде на чисто. Цените од 20 до 60 денари по метар квадратен кореспондираат со пазарната вредност на земјоделското земјиште во Република Северна Македонија, која Министерството има констатирано врз основа на извршена проценка на пазарна вредност од страна на овластени проценители и на земјиште во резни региони во државите што се во целиот наш регион. Доколку има аргументирани предлози или пак чувство во јавноста дека овие прагови на цени се прениски, Министерството и владата доправа ја отвараат сега јавната анкета. И слушнеме сугестиите, нека ги кажат, сепак сме на просеците на тоа што е определено на ниво на региони. А за државното земјиште, кое што е слободно, ќе има јавна аукција, па може да се постигнат и повисоки цени. На странски правни лица нема продажба на државно земјоделско земјиште. Само нашите граѓани ќе може да го купат државното земјоделско земјиште. Или правен субјект, собственост во Република Северна Македонија, овде регистриран. И затоа не треба да има никакви дилеми. Приходите кои што ќе се остварат се проценуваат од 200 до 500 милиони евра. Но не го правиме ова заради приходите. Го правиме заради идните приходи на земјоделците, на граѓаните, кои што треба да имаат поголема продуктивност, килограми по хектар произведено, пониска цена на чинење, заради намалување на трошоците на работа и да остане повеќе ќар или профит во нивни раце. Да уште подостоинствено живеат од својот труд. Тоа што со субвенциите го стимулираме, овде треба да го стимулираме со оваа алатка, која што треба да им биде на располагање. Приходите се планирани 49% на државата, 49% на општините и 2% на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заради трошоците на работа. 49% од 500 милиони евра се 298 милиони евра. 249 милиони евра. Тоа се квалитетни средства за иднен рурален развој да биде поддржан токму од општините. И ќе дојдат најповеќе во руралните општини, затоа што таму ни е земјиштето обработливо и конечно и нив да ги поддржиме со квалитетни средства кои што ќе дојдат од ова земјиште. Ние сме отворени за оваа постапка. Тоа е една работа која што ВМРО-ДПМН ја започна 2013. Законот беше донесен. Ја поздравивме тогаш, ја поздравуваме и денеска и треба да ја спроведеме практично во државата. Значи, уште еднаш да напоменам, нема земјоделец што ќе изгуби земјоделско земјиште кое што го користи државата. Тој што го користи од државата може да одлучи и понатаму само да го користи под концесија или да го купи по цена од 20 до 60 денари, зависи која класа на земјиште. Второ, слободното земјиште, кое што навистина сега не е обработливо земјиште, кое што дефинитивно е запуштено и е неискористено како потенцијал, ќе може да биде ставено во функција на развојот на државата. И да се јават, уште еднаш кажувам, домашни, физички или правни лица, не странски лица. Затоа е многу важно да слушнеме дебатата од сите и да го фатиме чекорот, или како што рековте вие, рамо до рамо, да бидеме со остатокот од светот, затоа што секоја реформа кога ќе се каже, сите сме генерално ние веднаш против, ја дочекуваме на ѓон, а оствари од реформите ни зависи дали ќе сме рамо до рамо со остатокот од светот, дали дефинитивно ќе можеме да го зголемиме благодетот на тоа што го работат нашиот народ, приносот што го остваруваат и среќата од заработката која што ја носат во нивните семејства. Верувам дека ова значајна
реформа во земјоделието, отпочната многу поодамна, успешно ќе биде спроведена, се заради благосостојба на нашиот народ.